Добар ден. Започнува најновото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Како да се зачува здравјето на забите кај децата? Во превенцијата од кариес, дали е доволно само редовно да се мијат запчињата или пак е потребно да се внесуваат и флуориди? На оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Ана Картолица Георгиев од стоматолошката ординација. Доктор Картолица, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Хигиената на устната празнина треба да се одржува кај бебето веднаш уште кога ќе се роди. Што се е потребно да се прави во тој процес? Па пред да дојдеме до моментот на раѓање и да зборуваме за хигиената кај бебињата од најраната возраст, би сакала да напоменам дека треба да со превенцијата против кариес треба да започнеме уште во фазата на бременост. Што би значило тоа? Тоа би значило дека мајката, бремената жена, пред да го роди своето дете, треба да го санира своето забало, да има здрави заби и воопшто сите старатели, негователи на бебето кои што ќе бидат во неговата околина, да имаат здрава забало и здрава устна шуплина и да се едуцираат што е тоа што треба да го прават откако ќе се роди нивното бебе, за да ги заштитат неговите заби, односно да овозможат да има здраво забало во текот на целиот живот. Зошто е важно родителите да имаат здрави заби, односно да немаат кариес? Дали кариесот може да се пренесе на бебето? Кариесот е всушност бактериска инфекција, бактерија Streptococcus mutans, која што најчесто се пренесува од старателот на детето, бидејќи детето кога се раѓа има практично стерилна устна шуплина, односно нема кариогени, парадонтогени бактерии во својата устна шуплина. Таа бактерија, најпознатата кариогена бактерија Streptococcus mutans, ги користи шеќерите кои што детето ги конзумира, односно сите ние, како своја храна за сопствен раст и развој, при тоа продуцира кисели продукти кои што овозможуваат настанување на кариес. Тоа значи доколку имаме родители со санирано забало, со здрава устна шуплина, очекуваме детето да не биде инфицирано и дури тие шеќери што детето ги внесува преку млекото, практично нема бактерија која што ќе ги искористи и ќе создаде кариес во устната шуплина. Така. На самиот почеток родителите како да одржуваат хигиената? Рековте дека треба да се едуцираат, да знаат што да направат. Еве сега неколку насоки, неколку совети поврзани со тоа. Значи устна хигиена започнуваме да одржуваме со појавувањето на првото запче во устната шуплина. Првото запче најчесто го чистиме со напрсток, добро познатите напрстоци веќе кај нас присутни, или наједноставно со некаква газичка. Важно е да се исчистат меките наслаги кои што се собираат на запчињата. Околу првата година веќе е добро да воведеме четка за заби, прилагодена за бебиња, за дечиња, или тоа се некакви гумени наликум четкички со кои што детенцето, бебенцето си ги масира жлебините и на таков начин се чистат и запчињата. Четкичката мора да биде со мал активен дел, прилагодена за деца, за да може, за бебенца, уште од најрана возраст, за да може да не ги повреди, а сепак добро да ја заврши својата функција да ги исчисти забите. Четка не воведуваме предоцна, бидејќи детето нема да биде навикнато на користење на четка. Значи, ја даваме во околу првиот роден ден, за да детето го научиме на навика дека запчињата треба да се чистат. Забите на бебето и на детето понатаму ги мие родителот. Значи, го учиме детето како треба да ги мие забите, му дозволуваме тоа да си игра, да ја учи техниката и усвојува техниката на миење заби, меѓутоа родителот е одговорен за хигиената на детето, па се некаде до 6-та година од неговиот живот, бидејќи детето нема моторичка спретност правилно да ги измие забите. Тоа ќе грицка четката, ќе врти низ устата, ќе игра, меѓутоа нема правилно да ги исчетка забите и забите ќе останат неисчистени. Така, а суштината е всушност добро да се исчеткаат забите, да не остане храна. Која техника е правилна за миење заби? Како правилно се мијат заби? Техниката за миење заби кај деца е поедноставена од техниката на миење заби кај возрастни, која што е со полукружни движења. Секогаш техниката е од непцето кон забот.
И дечињата кога ги учиме за да им биде поинтересно и да запамтат, обично велиме горните заби се мијат како што врне дождот, значи од горе надолу, а долните заби како што расте тревата или од долу нагоре. Важно е да се измијат сите површини. Жвакалните површини од страната према образите и од внатрешната страна према јазичето. Кога треба да се поведе паста за заби, дали треба детето прво да научи да плука, бидејќи деца на 3-4 годишна возраст не може да исплукаат пастата за заби. Дали дури тогаш или пак тие пасти за заби кои што се наменети за деца, не е страшно доколку се проголтаат? Јас преферирам на почетокот да ги советувам родителите да не ставаат никаква паста, затоа што пастата за деца е со сладок вкус. И дечињата повеќе ја шмукаат пастата и ја играат, одошто што сваќаат суштината на четката и на процесот на миење заби и на одржување да измијат заби хигиена. Со вкусна јаготка. Да, и повеќе пати нанесуваат паста и потоа ја шмукаат дека пастата. Дека е вкусна, така? Да. Значи, бидејќи емисијава ќе биде посветена на флоридите, еве сега би сакала да кажам дека до втората година не е потребно да се воведува паста која што содржи флориди, затоа што децата не знаат пастата да ја исплукаат. Некаде меѓу втората година и најдоцна до четвртата децата треба да ја усвојат техниката како да исплукаат. И тогаш веќе е корисно да се употребува паста која што има секако прилагодено количество на флориди, која што до четвртата година е некаде околу 250 ppm, тоа е партикл per милион, единица мерка со која што се означува количината. Каква е улогата на флуоридите во пастата за заби? Во процесот на превенција од кариес кај децата? Флуоридите се интегрираат во кристалната мрежа на калциум хидроксиапатит. Тоа е основната состојка која што ги изградува тврдите ткива на забот и дентинот и глеќта. И калциум хидроксиапатит во глеќта има идеална хексагонална структура, кристална структура. Кога флуоридите ќе се интегрираат во таа кристална мрежа, глеќта е поотпорна на надворешни влијанија, односно поотпорна пред кариес. Количината на флориди која што се внесува со пастата за заби е доволна да тој процес на реминерализација кој што се случува во устата се одвива и глеќта да стане поцврста. Односно, не е потребно флоридите да се внесуваат системски, туку е доволна нивна локална администрација, значи само нивно присуство во плунката, бидејќи тие по пат на дифузија од место со поголема концентрација ќе влегуваат во место со помала концентрација и на тој начин ќе се интегрираат во самата глеќ. Споменавте дека системски не мора да се внесуваат, но многу стоматолози препорачуваат внесување на флуориди кај децата во форма на таблети. Ова е деликатна тема на разговор и ние во филата сме поделени околу ставовите за и против системско внесување на флориди. Јас сум од она страна која што е против системското внесување на флориди, бидејќи се направени студии во кои што мајките, бремените жени земале флоридни таблетки и бремени жени кои што не земале флоридни таблети. Децата имаат еднаква инциденца на кариес. Тоа значи дека системското внесување на флориди не гарантира дека ние ќе имаме поздрави заби, односно поцврста и поквалитетна глеќ. Со системското внесување на флоридите, ние всушност ризикуваме да тие се насоберат во ткивата, во коските, па дури и можеме да видиме по многу студии репрезентативни кои што тврдат и докажуваат дека флоридите се и неуротоксини кои што го попречуваат и когнитивниот развој, односно влијаат врз учењето, помнењето и има научно докажани студии на деца кои што живеат во подрачје каде што администрацијата на флориди е зголемена и тие дечиња се со помал IQ коефициент, одошто деца кои што живеат во средина каде што има пониска администрација на флориди. Покрај сето ова што го набројав, пак локалното влијание на флоридите кои што се нанесуваат само на забите во устната шуплина, односно преку пастата, флоридните лајнери, стручното професионално флорирање на забите во стоматолошка ординација,
докажува дека флуоридите доволно се интегрираат во глеќите за да ги задоволат потребите од превенција од кариес. Така. Поради сето тоа, мојот став е дека системско внесување на флуориди не е потребно. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Имам ќерка 10 месечна. Има 4 зави, ама јазичето е многу бело. Дали има тоа некаква врска со завите? Јазичето е бело уште од бебот како е родена. И што би ми препорачала докторката, и ако може да ми каже како да ги чистам зъбите, затоа што ја не ми знаев дека треба да и се чистат зъбите. Така. Ви благодарам што се јавивте. Кај бебинцата често знае да се јави инфекција од Candida albicans, тоа е габична инфекција и таа предизвикува бели наслаги на јазичето. Често се појавува кај бебенца кои што се доени, значи не е толку зависно од храната, од тоа дали е доено или е на шишенце. Да, на шишенце, на вештачко млеко. На вештачко млеко. Доколку не, јазичето може да се исчисти со антимикотичен препарат, обично е тоа анистатин, кој што се накапува на газичка и со газичката се пребришува јазичето. Тоа можете да го правите неколку дена и да видите дали ќе има подобрување. И препорачувам по доењето или пиењето на вештачко млекце од шише, препорачливо е на детето да му се даде, на бебето да му се даде малку водичка. Со тоа ќе ја исплакне устата и ќе ја намали акумулацијата на шеќер во устата, кој што исто така допринесува за развој на ова габична инфекција Candida albicans. Претпоставувам дека за тоа се работи. На мајката да ја кажеме дека запчињата секако мора да се чистат, уште сега да почнат да се учат, доколку наједноставно и најсигурно е да се исчистат со газичка или со напрсток во оваа возраст и како што веќе кажавме, можат да почнат со воведување на четка за заби. Горните запчиња ќе ги чистат како што врне дожд од горе надолу, долните како што расте тревата. Да, многу убаво сликовито објаснето. Од долу нагоре. Јас би се задржала само уште малку на флуоридите. Се смета во скандинавските земји дека децата немаат кариес поради културата на миење заби, но и бидејќи водата од водоводната мрежа е збогатена со флуориди. И сега, дали всушност се работи за количината на флуориди, дали тоа е клучно, колкава количина на флуориди ќе се внесе, дали е опасно доколку се надмина значи, на таа доза, како сето тоа изгледа, во што е клучот? Значи, флуоридите имаат кумулативен учинок. Тоа значи дека ние не ги сфрламе и дека со се што ние внесуваме што има флуориди, нивната концентрација во нашето тело расте. Линијата помеѓу корисната концентрација на флуориди во телото во превенција на кариес и штетната концентрација на флуориди, која што се манифестира исто така на забалото во дентална флуороза, е многу тенка. Ние не можеме да знаеме колкаво количество на флуориди му е потребно на едно дете од 2 години, кое што има 10 килограми, или некое друго детенце исто од 2 години, кое што има 17 килограми. Не знам дали се сеќавате, пред неколку години имаше и кај нас флуорирано млеко. Така, имаше препорека да се дава, мислам дека започна со тој процес. Па го прекина. Јас и тогаш напишав статија во која што бев против флуорирање млеко, бидејќи ние не можеме да ја знаеме точната доза која што на детето му е потребна, а да не ја пречекориме штетната концентрација на флуориди. За скандинавците го зачнавме моабетот. Скандинавците имаат огромна свест за усно здравје и култура околу оваа тема. Како што веќе напоменав, преносот на бактерии од родителот на детето, вертикална трансмисија на бактерии се вика тоа, кај нив речиси ја нема затоа што и родителите се со здрави заби. Јас имав пациент од Финска кој што имаше 40 години, немаше ни еден кариес во устата, немаше гингивитис, немаше пародонтопатија, немаше ништо. Што е неверојатно за овие простори. Ние сме многу далеко од тоа. Водата е флуорирана во многу регии во светот и важна е концентрацијата на флуориди. Имаше студија дека во Америка
планираат да го намалат флорирањето на водата, затоа што инциденцата на дентална флуороза достигнала 23% од населението. Тоа е многу голем процент. Што е тоа дентална флуороза? Дентална флуороза е дефект кој што се јавува на глеќта, бидејќи глеќта не може правилно да се минерализира во периодот на незиното создавање, односно тоа е процес амелогенеза се нарекува. Значи, доколку имаме поголема администрација на флориди во тој критичен период на амелогенеза, тој го спречува формирањето на правилното формирање на кристалите калциум хидроксиапатит во глеќта. На тие места можеме и да го приметиме тоа и кај нас, затоа што јас во секојдневната пракса го приметувам. Најнежните знаци на дентална флуороза се бели флеки по забите. И тие можат да градираат дури и до кафеави, порозни флеки по забите. На тие места глеќта е многу покревка. Затоа што таа не има правилната структура и многу поподложна за кариес. Значи, добиваме контраефект од флоридите. Покрај тоа, флоридите исто така може да се собираат и во коските. Во коските ги пропагираат анаболните процеси. Тоа значи разградувањето на коската. Многу повеќе се активираат остеокласти, тоа се клетките кои што ја разградуваат коската, одошто остеобласти кои што ја градат коската. Затоа играта со флоридите е ризична. Меч со две острици, не е црно-бела приказната, затоа велите локална примена да, но системска не. Тоа е вашиот став. И доколку се вратиме кај скандинавците, кога ќе постигнеме нивната свест за устното здравје, сите превентивни процеси, честото одење на стоматолог, можам да кажам дека и нема ни да имаме никаква потреба од системско внесување на флориди, па дури можеме и да ја намалиме и локалната примена на флоридите. Сосема накратко мора да завршуваме. Дали е точно дека сирењето, односно млечните производи позитивно влијаат во превенцијата од кариес? Со една реченица. Ако може да се објасни така накратко. Калциумот е важен за сите коскени ткива, така е важен и за забите. Оно што е интересно за сирењето и калциумот е бидејќи кога е присутен калциумот во плунката, се намалува акумулацијата на бактерии околу забите. А исто така се фаворизира и процесот на реминерализација, па на таков начин некако можеме да се заштитиме од кариес. Доктор Кратолица, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ке се видиме повторно кога ќе зборуваме на некоја друга тема. Благодарам. Тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.